идентификување, заштита и помош на жртвите на трговија со луѓе. Одговори на овие прашања барам од државната секретарка во МВР Магдалена Несторовска. Добре дојдовте во тема на денот. Добре најдов. Благодарам за поканата. Какво кривично дело е трговијата со луѓе? Трговијата со луѓе е едно од најтешките кривични дела денес. Денес во модерниот свет можам да речам дека е една форма на робство кое што не беше карактеристично, односно не го познававме во 19. век. Робството во 19. век се трансформира во модерно робство денес. Трговијата со луѓе е кривично дело кое што всушност значи модерно робство. Тоа е едно од најтешките кривични дела на човештвото денес. Како се идентификуваат жртвите на трговија со луѓе и колку вакви појави се евидентирани во нашата земја? Која е најзастапена појава? По дојавата дека се работи за жртва на трговија со луѓе, се прави интервју во Таск Форсот или Националната единица за борба против трговија со луѓе и се упатува жртвата на оперативниот тим. Следните постапки се во механизмот за упатување во Министерството за труд и социјална политика, следат одредени процедури со кои што се упатуваат жртвите кои се нивните права, заштита здравствена, социјална, образовна доколку има потреба и така натака. Тоа е еден сплет на комплекс на мерки кои што се превземаат после тоа. Се менуваат ли трендовите во трговијата со луѓе и кои се најризични групи? Трендовите се менуваат и денес најризичната група се децата. Ние сме особено загрижени заради тоа што бројките покажуваат дека во вкупниот број на жртви на трговија со луѓе доминираат деца. Трендовите се менуваат заради тоа што во минатото беше карактеристична трудовата, беше карактеристична трговијата со луѓе заради сексуална злоупотреба. Денеска исто така доминираат и заради трудова експлоатација. Се појавува онлайн злоупотребата, се појавува питачењето, односно присилните бракови, така да сега имаме еден поширок диапазон на видови на трговија со луѓе заради одредени други намени, не само сексуалната злоупотреба. Дали како држава сме само транзит или пак и од кај нас имаме директни случаи? Се сме. И транзит, и држава на потекло, и држава на крајна дестинација. Меѓутоа, во последно време се повеќе доминира домашната трговија со луѓе, како би рекла, односно се повеќе жртвите на трговија со луѓе се граѓани на Република Северна Македонија и, ако треба да правам некаква анализа, повеќето се жени и повеќето се деца. Како национален координатор во борба против трговија со луѓе и мигранти, колку сте задоволни од истрагите во трговијата со луѓе? Од друга страна, колку сте задоволни од изречените казни од судиите? Дали се доволно осудени? Знаете, кога се занимавате со трговија со луѓе, еден од првите стереотипи кои што треба да ги тргнете е дека жртвите се невидливи. Жртвите се видливи, меѓутоа ние сме недоволно сензитивни. Кога велам ние, мислам на сите граѓани. Недоволно сензитивни за да ги препознаеме знаците кои што значат, кои што упатуваат на тоа дека се работи за жртва на трговија со луѓе. 2022. Кривичното дело 418-та трговија со луѓе. Имаме 3 известувања од Министерството за внатрешни работи, имаме 8 обвиненија покренати од обвинителството, имаме 5 пресуди. За кривичното дело трговија со дете имаме 5 известувања од МВР, 9 обвиненија, 2 пресуди. Кривичното дело криумчарење на мигранти, кој што е многу блиско, затоа што мигрантите се ризичната таргетна група. Имаме 82 известувања од МВР, имаме 100 обвиненија и 83 пресуди. И сега, кога ќе го вратиме филмот назад, кога имавме евалуциони контроли од страна на Грета, имавме случаеви кај што постоеше изненадување зошто нема
Не завршуваат со пресуда, не завршуваат со обвинение. Сега е стиката драстично е сменета. И само да ви кажам дека една од највисоките казни е изречена во Република Македонија, која што изнесува 15 години правосилна судска пресуда за трговија со дете. Нема во регионот повисока казна од оваа. Така да сакам да кажам дека сум задоволна од институционалниот одговор на државата и на сите институции во системот кога се работи за трговија со луѓе. Каква е понатамошната постапка на жртвите? Какви услуги им се нудат? Освен оно што е вообичаено, психолошка помош, здравствена помош на жртвите, кој што се покрива преку Центарот за жртви на трговија со луѓе, кој што го менаџира Министерството за труд и социјална политика и Издружение на граѓани. Државата тука направи еден крупен исчекор минатата година. Беше усвоен законот за обештетување на жртви од насилство и тука посебен дел има за обештетување на жртвите од трговија со луѓе. И според мене тоа е еден крупен исчекор кој што го прави државата заради тоа што на некој начин ја прифаќа условно речено својата одговорност што не успеала да го спречи ова кривично дело. Имаме ли доволно капацитет и ресурси и кадар за да одговориме на ова девијантна појава, но и дали е потребна соработка со земјите од регионот? Кадар има, меѓутоа неопходно е затоа што ова не е кривично дело кое што се затвора во тесни рамки на една држава и не е тоа работа само на една држава или само на националната комисија. Ова е така комплексно кривично дело кое што морате да ги следите во чекор модус операндито на криминалците, на луѓето кои што го прават ова кривично дело и да имате таков одговор. За таа цел нашата национална комисија има доста богата меѓународна активност. Имаме подпишано редица протоколи со соседните земји, со Косово, со Србија, со Словенија, сега се подпиша со Италија и така натака, кај што на некој начин соработуваме заеднички, утврдуваме контакт точки за брза реакција, заради тоа што кога се работи за трговија со луѓе нема граници. Жртвата на трговија со луѓе не се задржува само во границите на една земја. Тие се движат во регионот и затоа е многу потребно да имате добра соработка со националните комисии. Пред неколку години Македонија беше главната рута на мигрантите кои одеа на запад. Имаме прогласено кризна состојба, ангажирана е и армијата на јужната граница и соработуваме со Фронтекс. Каква е состојбата сега? Во однос на минатата година намален е бројот на обиди, некаде за 50% кога се работи за западно-балканската рута. Меѓутоа, сега мигрантите се повеќе насочени ко централно-медитеранската рута, така да тоа се забележува и во Македонија, и кога говорите на регионално ниво, меѓутоа и кога говориме во Македонија, ако лани сме имале околу 22-3 спречени обиди за нелегално преминување на границата, во првите 9 месеца минатата година имавме некаде околу 10.500. Така да тоа само по себе говори дека навистина западно-балканската рута се станува по-неатрактивна, да речем условно, се должи и на мерките кои што се превземаат и начините на постапување со Фронтекс. Како жена која на раководна функција најнапред во одбраната, сега и во Министерството за внатрешни работи, како вашите колеги го прифатија условно да добиваат наредба од особа од понежниот пол? Имаше ли можеби некакви предрасуди? Често ми го поставуваат ова прашање. И тоа ме наведе на размислување дека јас навистина не сум имала проблеми. Од аспект на тоа дека моите колеги мажи имаат некаков стереотип или дека не ме прифаќаат како предпоставена заради тоа што сум жена. И размислував и мислам дека е можеби резултат на тоа што се ова институции и Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, тоа се институции кај што се почитува хиерархијата. И кај што многу малку станува, за разлика од минатото, многу малку станува битно дали е жена или маж. Не е битен полот. Станува битно дали се работи за личност која што сака
да го менаџира добро процесот, дали се работи за личност која што внимава на достоинството, на односот со колегите, дали се работи за личност која што при давањето на наредбите го задржува и својот дигнитет и дигнитетот на оној кој што ја прима наредбата. Така да бидам искрена, не сум имала, особено во последниот период, не сум имала некои така примери кои што би можела да ги истакнам, дека ми било особено тешко заради тоа што сум жена. Ви благодарам за гостувањето во Тема на денот. Благодарам на поканата.